Денешниот 4 февруари е меѓу другото во медицината познат како светскиот ден на карциномот, со оглед на тоа што е една од почестите заболувања со кои што светот се соочува. Денеска Марија со доктор, само да проверам, Марина Вукашиновиќ ќе ви споделат корисни совети кога е оваа здравствена состојба во прашање. Марија, поздрав од студиото. И повели со Поздрав од вас, токму така, од лице место ќе го одбележиме денешниот ден, односно светскиот ден против ракот. Ќе напоминаме колку е важна всушност раната превенција и раното лекување, но воедно и тоа е главната цел на овој ден, односно да се подигне јавната свест во однос на раната превенција и лекување на оваа здравствена состојба. Како стојат статистиките на глобално ниво и во Македонија и која е поточно пораката која што треба да се пренесе на овој меѓународен ден? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка, доктор Марина Вукашиновиќ, која што е онколог. Те посакаме добро утро. Добро утро и од мене, на гледачите на Телма. Драго ми е што имаме можност да го одбележиме овој ден во нашата утринска емисија. На самиот почеток сакам да напоменаме за статистиките. Дали може би има статистики како стојат бројките во Македонија, но и на глобално ниво? Ракот е една од најраспространетите болести денес, како во светот, така и кај нас. Статистиките покажуваат зголемен пораст, особено последните години, на заболени од рак. Тоа се должи на начинот на живот, старењето на популацијата, како и на временото диагностицирање на болестите преку самите скрининг програми. Според Светската здравствена организација, околу 10 милиони луѓе годишно умираат од рак. Затоа на овој денешен ден сакам да ги охрабриме граѓаните за редовните прегледи и навременото, со тоа ќе обезбедиме навремена диагноза и лекување на овие болести. Напоминавте дека игра улога и начинот на живот. Што поточно подразбираме под начинот на живот? Начинот на живот подразбираме здравите животни навики, редовната исхрана, редовната физичка активност, избегнувањето на алкохолот, на тутунот и секако намалување максимално што може на стресот. Дали влијае генетиката во вакви случаи? Секако дека влијае во генетиката, околу 10% само за развивање на ракот. Кажете ми, кои се оние симптоми кои што се аларми не смеа да се игнорираат? Најчесто симптоми кои се јавуваат кај пациентите се едно нагло слабење, особено во неколку месеци губат и по 10 килограми, постојан замор на телото, слабост, крварење. Исто така се јавуваат некои грудки промени по кожата, по телото. Често пати имаат промени во навиките и празнењето на цревата. Исто така и тоа е важен симптом за карциномот на дебелото црево. Кажете ми, кои се оние најчести видови на рак со кои се соочуваат пациентите генерално во Македонија? Тоа се ракот на белите дробови, ракот на дојка, ракот на дебелото црево, на простатата и ракот на грлото на матката. Што е оно кое што најчесто го грешат луѓето при вакви случаи? Ете, напоминавме дека е важна раната интервенција и раната диагноза. Дали често се случувало да ги игнорираат тие симптоми и да се лажат сами себе си дека всушност се во добра здравствена состојба? Кај нас се уште постои, ракот е една табу тема, значи постои еден страв од диагностицирање, пациентите се срамат, се кријат најчесто од дури од фамилиите. Затоа апелираме постојано да се оди на редовни прегледи. Симптомите се прикриваат, значи најчесто е тоа причината. Дали често има и млади луѓе кои што заболуваат од рак? Да, секој ден има се почесто млади луѓе и добро е кај младите што постои свесноста и редовно се контролираат и навремено ги откриваме. Со самото навремено откривање на болеста, со помалку агресивни терапии се постигнува поголем успех. Како да се подигне јавната свест за да се доаѓа навремено, да се проверат некои симптоми кои што се јавуваат? Еве, напоминавте дека младите повеќе се едуцирани и се повеќе свесни. Како да се подигне таа свест? Дали преку говорење јавно, апелирање од страна на вас докторите? Да, значи најчесто преку апелирање преку медиумите. Мислам дека преку медиумите најчесто се постигнува, исто така и ние како доктори апелираме постојано. Верувам дека целиот овој разговор беше нели апел и подигнување на некој начин на јавната свест кај нашите гледачи, но на самиот крај сакам да слушнеме која е вашата конкретна порака. Мојата порака е до граѓаните да не се плашат, да не се срамат, редовно да се контролираат, да се грижат за своето здравје, да го слушаат своето тело, да не ги игнорираат симптомите. Ви благодарам многу за одвоеното. Благодарам и на вас.
Благодарам уште еднаш. Уште еднаш ќе напоменеме дека со овој разговор го одбележавме 4 февруари, светскиот ден против ракот. Ќе напоменеме дека сите оние симптоми кои што укажуваат на рак не треба да се игнорираат. Важна е раната интервенција, односно диагноза и лекување. Верувам дека ова беше апел на некој начин и сите оние кои што нели имаат потреба да бидат информирани во однос на оваа тема, се разбира и да ги пренесат овие информации на нивните најблиски. Ти благодариме, Марија. Овие корисни информации за оние кои што ги пропуштија, не забравете дека сите наши разговори ги имате на нашиот YouTube канал Утринска на Телма.